Што е студентско организирање? Студентските организации, како и студентските собранија, представуваат облик на студентско организирање. Примерна цел е да ги представуваат и да ги бранат интересите на сите студенти. Под застапување на интересите на студентите се подразбира дека токму овие организации и собранија треба да се сервис за услуги и помош на самите студенти. Впрочем, и студентите како една од најранливите групи во современото општество треба секогаш да можат да сметаат на поддршка од овие организации, особено кога станува збор за студентските права и интереси. Првите зачетоци на студентското организирање може да се согледаат уште во средновековието. На Универзитетот Болоња се развива модел Универзитет на студентите, каде студентите, организирани во така наречени гилдови, имале контрола врз своите студии. Имено, постоел ректор-студент, кој заедно со проректорите одлучувал за висината на надоместоците, санкциите за професорите кои ненавремено ги завршувале своите предавања или не се држале до распоредот на предавањата. Типичен пример за моќта на студентската мисла и студентското движење представува и Унгарската револуција во 1956 година, која почнала како студентски протест и прераснала во револуција на национално ниво. Со тоа, студентите почнале повеќе да се интересираат за прашањата од политички и социјално-економски карактер. Со помош на студентското организирање, студентот како поединец развива критичка и демократска мисла, која му помага во понатамошниот развој и живот како академски граѓанин. Имено, преку самиот процес на носење одлуки, студентот подобро ги осознава демократските механизми, а со тоа се гради себе си како активен граѓанин, запознаен со демократските процеси на повисоко ниво.